Во студиото во Срце на дланка ќе поразговарам со доктор Бојан Трајковски, кој што е доктор по општа медицина, од неудамна, можеби од поудамна, се вклучи во хуманитарниот сегмент, па преку нивната платформа Ekraut Medical веќе на лица од здравствен ризик им помагаат. За само 24 часа, мислам, беше собрана сума за малата искра која што не можеше да земе воздух и да се поправи апаратот за да може да диши. Доктор Бојан, драго ми е што ја прифативте поканата за гостување. Ме интересира дали вие како доктор, знам дека одите и на терен, одите кај лица во руралните средини кои што се тешко достапни, има ли такви лица и дали едноставно луѓето можат да се вклучат во системот на здравствена заштита, знаејќи дека некои живеат со минимален приход, а некои не со толку. Па дали имаат тие средства да платат здравствена заштита, преглед и слично, или ги чуваат парите за да се прехранат во месецот? Време на нас, затоа што за време на короната ја почнавме нашата позната домашна посета, која што е доста позната на ниво на Скопје. Паралелно со тоа се трудиме и еден тон други различни проекти, вклучително и последниот за Ekraut Medical. Тоа се различни проекти во хуманиот дел, односно во хуманитарниот дел учествувам веќе години назад, затоа што од студентски денови не ми е нешто ново. Го посетуваме цело Скопје, односно вклучително и руралните средини, како и центарот на Скопје и сите останати населби кои што влегуваат во Скопје. До некое ниво на Катланово сум имал посети, што за поединец и за дел од таа екипа која што е со мене е навистина големо постигнување, би рекол, заради тоа што релативно огромен број на посети се остваруваат на ниво на Скопје и тоа најчесто се социјално ранливи категории. Посетата која што е проект кој што го водиме некаде од 2021 година, веќе 3,5 години ќе дојде, е проект кој што сум особено горд и јас и колегата со кој што го почнавме, доктор Ренат Лазаров, да успееме да направиме една сериозна разлика во менувањето на онаа здравствена политика која што примарното здравство ја имаше кон граѓаните, особено кон ранливите, социјално ранливите категории. Домашната посета покрај тоа што е приватна како организација, односно ние нормално и наплаќаме за дел од своите услуги, сепак имаме мото дека буквално никој не го одбиваме, а тука токму доаѓаат тие социјално ранливи категории и за овие 3 години нешто над 800 бесплатни посети направивме на ниво на цело Скопје, вклучително и во тие рурални средини кои што вие ги објаснувате, кои што се буквално заборавени од секого. Планински места, да, ние едноставно немаме капацитет во моментот веднаш да реагираме кога ќе се јават, меѓутоа луѓето се јавуваат, бараат помош и таа помош им е достапна најбрзо можно, колку што физички можеме тоа да го оствариме. Апсолутно никого не го одбиваме, единственото нешто што треба да кажа е дека има потреба од помош и тоа ќе биде остварено. Имавме пред неколку месеци во Срце на дланка една сторија на малата Кики, Кристина од Ѓорче, која што има еден немосиндром. За среќа добива понуда да оди да се лечи во Америка, ова девојче, но за несреќа авионските карти и сместувањето во Америка чинат многу за тоа скромно семејство во кое што во моментов работи само таткото, бидејќи мајката беше избркана од работа. Па мислев ќе ми се најде одмар лек, дека ќе пораснам, ќе бирам сменета, дека ќе имам и другаркиња. Во Америка сите кога ќе стигнам ме сакат, дури првиот ден се радуват, некој изненадување ќе ми направи, посебна соба за мене, свет. Тогаш се среќна? Па имам сега, кога ќе се смени времево или ова, температура, грозница, нозете ме боат. Оваа недела цела бев на стената. Кај што те боле? Па по нозете, по мускулите, таму болки. Па главата. Па мама ме носи кај што главниот доктор наш. Ме носи и ќе ме видат какво сум, што. По секоја недела идеме на еден ден. След другата недела треба пак да идеме, ќе ми вадат крв. Па да ме пак Те контролираат, анализи правите? Да.
Најтешко ми е кога ме болат носот, не можам да одиш? функционира. Не можеш воопшто ни да чекориш тогаш? Не, можам помалку, ама боли кога газам. Па како што се иде година по година, осеќам дека сум различна. Ги губам другаркиве, ова, све. Во основно немав другарка, освен еден другар што седевме заедно, нон-стоп. И после, само кога завршивме основно веќе, веќе не Контактирав. Да. Па и има неколку другарчиња, ама па не баш секој ден да се каже вака дружба. Може да се падне еден ден, 2 дена, 3. Другите денови не се расположени така, ама има пак што се дружиме. После школа не, бидејќи сите идат таке дома. Вака сабота недела не. Зошто? Па нема со кого. Сама не се искача. Не те викаат. Не. Секој ден ми е мене најтешко. Зошто секој ден? Па затворена дома. На мајка ти велиш зошто ме роди? Да. Зошто и го велиш таа? Зашто нема да се мачи ни ода, нема ни ја. Најголема желба ми е да имам барем една-две другарки и барем дечко. Имаше донација, замина околу Божик и имаше успешен третман таму, дури докторите велат дека напредува здравствената состојба, меѓутоа сега повторно за неколку недели треба да замине во Америка и тука е проблемот. Како да се помогне, доктор Бојан, на ова семејство кога лечењето е веќе со години, со децени и многу долго трае? Па пред се морам да објаснам што е и-краут, за да луѓето имаат предпоставка дали припаѓаат во таа категорија и дали ние можеме да им помогнеме. Мора да нагласиме дека ние како и-краут сме организација која што исклучиво прави трансфер на средства кои што луѓето, односно нашите хумани граѓани ги донираат. Кога станува збор за вакви случаи кои што се во таа социјално ранлива категорија, паралелно и се со медицинска историја која што треба да биде негувана, не е во можност да се случува во Македонија, многу често бараат алтернатива надвор од Македонија. Поведени од тоа и токму и заради тоа е почнато ваквиот тип на акции, ваквите хуманитарни организации како што е и-краут, односно ваков тип на донаторска платформа. Дали ова девојче може? Апсолутно може. Значи ние не се опитуваме да не одбиеме никого, освен она што е релативно непотребно или може да се третира тука во Македонија, односно да се третира во државните клиники. Така да аплицирањето е навистина лесно, може да не добијат или на телефонски број 075337799 или доколку не успеат така можат на Facebook профилот и-краут МК да не контактираат преку најобична порака, соодветните понатамошни информации ќе им бидат испратени, ќе аплицираат, група од медицински одбор го разгледува случајот и понатака дава соодветно информација дали можеме или не можеме да ја прикачиме таа кампања на нашата платформа. Има и други случаи. Еве, ќе го споменам случајот на бабата Весна од селото Пеклани, Виница, малку поодалечено од градот, село во кое што керката нејзина го има оставено внучето да го чува таа. Девојчето има церебрална парализа и бабата ниту може сама, бидејќи такси не доаѓа до куќата, да го симне девојчето за да го однесе на лекар и буквално кога ќе добие висока температура мора сама да го лечи. Јас сум Весна, бабата на Сара. Ова е Сара. Сара е диагностирана со церебрална парализа. Преживеваме само со 6100 денари. Вие чувате? Да. Зошто вие? Па зашто мајка ја остави и... Се јавува ли мајка? Не се јавува, 3 години замината и не ни прашува за неа и јас како баба ја чувам. Тука сте овие семејниот дом? Да. Меѓутоа, видите тешко живеете, затоа и се пријавивте. Да. Што е тежината во случајот, освен диагнозата? Освен диагнозата,
Институциите некако ја нема видено, ниту прашува за неа. Вие сте и старател на Да, Сара? да. Јас се чувам тешки се условите, ја хранам. Ја храните. Да. Сте били ли на доктор? Што велат докторите за нејзината состојба? Па докторите велат дека тешка е состојбата, потребна е физикална терапија. Кога проводе? Оди ли воопшто? Па воопшто сама не со помош. Зборува? Не. Не. Само Како е кога... Може ли да видиме условите во кои што живеете? Како кога носите на лекар, како го поминувате тоа? Па тешко го поминуваме, одиме со такси се враќаме. И така, напорно е многу. Во Градинка навгоре? Да. Во Градинка сте ја носеле или во некои такви институции каде што може Па, да не. вежба? Ја носев на физикална, ама тоа е само за пари. Со пари. Со пари. Инако не. А како со тие 6000 денари? Со тие 6000 динара е тешко, дали за терапија, дали за пелени, за храна. Тешко е многу. Во раце ја се носам, некој пат тешко ми стане, па плачам по цел ден и така ми денот поминува со нејзе. Се случува ли во денот, во еден ден да немате солзи? Не, Што ви е најтешко? најтешко ми е оти Сара, не може да оди сама и не може да зборува и да види како сите деца нормални. Сите ја потценува. Кога ја носам во парк, сите бега, децата бега од неја. Зошто бегаат? Па зашто е со церебрална? Дека не е нормално дете, не збори, не оди. Се плашат ли од неја, не знам како. Дали и ваква приказна со нели ваква медицинска позадина церебрална парализа има шанса во таа платформа eCrowd Medical да аплицира и да добие соодветна помош за да може детето да оди на некакви терапии? Конкретно во однос на аспектот церебрална парализа и некои сериозни такви компликации, ние стоиме на располагање првично за совет и да понатака, ако ништо друго е, направиме одреден тип на консултација со колегите кои што се надвор од Скопје, бидејќи сепак збориме ова за она што ние го правиме, односно конкретно јас е на ниво на Скопје, а eCrowd Medical како платформа е за донација низ цела Македонија, па дури и надвор од Македонија. Ние имаме можност да помогнеме со тоа што би требало на истиот начин да дојдеме во контакт некако со нив за да можеме да им ја објасниме целата ситуација, на каков начин да се креира кампањата за нив и понатака да се пушти во социјалните медиуми со цел да граѓаните помогнат. Значи повторно морам да нагласам дека ние како eCrowd единствено што правиме е популаризација, просто кажано, на одреден проблем и одреден случај кој што го имаме и со самото тоа би сакале да можеме да им помогнеме на луѓето да едноставно влезат во еден систем полесно да може да ги совладуваат сите тие работи. Мене ми е навистина жал што многу се чести ваквите случаи каде што социјално ранливите категории се тие кои што се најпогодени, меѓутоа се трудиме да на секојдневна основа и на секојдневна со секојдневна комуникација, ако ништо друго помогнеме првично преку консултација, понатака и преку други понатамошни совети. Навистина работите хумана дејност, сигурно и понекогаш сте разочаран кога е нели хуманоста во прашање, посебно во делот кога треба да се дадат понуди за лекување или дали има злоупотреба на хуманоста од граѓаните кои што се обраќаат до вас? Злоупотреба има буквално во секој сектор. Здравството е особено познат сектор во кој што злоупотребата била и ќе биде и ќе остане најверојатно, не тешко се искоренува. Во однос на делот на донирањето, односно на хуманоста или овие хумани акции кои што ние ги правиме, злоупотребата е многу честа, многу редовна би рекол и е нешто со кое што се соочуваме речиси на секојдневно ниво. Иако бев доволно свесен за сето ова и сите овие злоупотреби, сепак онаа јасност и јасна слика ми дојде во моментот кога го почнав eCrowd Medical и тоа не постана некои 2 до 3 недели од кога го правиме во интервју.
измами има, жалосно е што тие измами најчесто се случуваат врз луѓето кои што се буквално зафатени од многу несреќи во животот, вклучително и здравствената состојба која што ја имаат. Па единственото нешто што можам јас да гарантирам и да апелирам на сите оние кои што ќе аплицираат дека едноставно простор во нашата организација и во eCrowd Medical да помине некаков тип на случај кој што е тотално непроверен не може да се случи, особено заради тоа што е така конструирано да ние имаме преглед на сите податоци кои што ги добиваме од страна на лицата кои што аплицираат и секој податок, буквално секој извештај е комплетно проверен, па немаме можност да едноставно нешто помине така лесно и едноставно и тука еден многу битен дел го тргаме, а тоа е оној дел на посредници кои што условно кажано помагаат во лекувањето на некое лице, па во нивно име собираат пари. Тука е се транспарентно, тука е се достапно и јавно објавено и луѓето кои што донираат можат во секој момент да видат колку финансии се собрани за одредено лице. Така да простор во нашата платформа, барем од тој аспект, апсолутно нема никаков начин да бидеме измамени заради тоа што имаме комплетна контрола на се. Но дали ако видите неподвижно лице на кое што навистина му треба помош, треба их таа работа да се истражува кога апсолутно се гледа дека човекот не е во ред. Исто како да отиде во некоја хуманитарна организација да побара храна, да му се бара документ дека е невработен и слично. Не е лесно да се Апсолутно не е лесно, меѓутоа мора да разберат и сите, вклучително и граѓаните, дека едноставно ние помагаме на секој што можеме. Односно, објавуваме ситуации и случаи на буквално сите. На дневна основа 10 до 15 стигаат од кога сме почнати, негде околу 150-160 барања има. Во 150-160 барања прво е физички невозможно се да објавите и се да буквално го обелодените, заради тоа што треба време за да ние прво соодветно се конструираме, под 1, под 2 соодветно да ја задржиме транспарентноста и под 3 без разлика на се ние мораме да проверуваме, заради тоа што тука и правно одговараме, под 1, под 2 транспарентноста ни е една од најклучните работи да eCrowd Medical прво функционира, второ да луѓето ја задржат довербата која што ја имаат створено кон нас како поединци, бидејќи пред се покрај eCrowd Medical тука влегуваме и како поединци, луѓе кои што се познати во таа здравствена дејност би рекол и до сега сме се труделе да го задржиме чистиот образ кога станува збор за хуманоста, кога станува збор за помагање на социјално ранливите категории, eCrowd Medical апсолутно нема да биде ништо поразличен, па затоа секој случај без разлика на евидентноста, нели, во ред да нешто кога е евидентно не е тоа толку многу потребно да се истражува, меѓутоа сепак сакаме да ја задржиме професионалноста и ако ништо друго, барем малку да ги трнеме емоциите на страна, затоа што верувајте, особено тешки случаи аплицираат и сепак и ние сме човечки суштества и мораме да задржиме ладна глава и соодветно да го правиме оној проект кој што ни е потребен да го дадеме. Дали има итност на случаите, таква поделба, хиерархија, кој случај ќе биде прв? Мора да постои некаков тип на итност, заради тоа што медицината подразбира хроницитет и акутна состојба. Хроницитетите се одредени состојби кои што се третираат со месеци, со години, и тука колку и да звучи ова глупо, нема итност, односно ние ќе помогнеме и апсолутно стоиме за да помогнеме во собирање на такви средства, но акутните состојбите конкретно како малата искра чиј што живот зависеше од еден респиратор од 10.000 евра, бараше наша итна активност. Да, тука даваме приоритизација заради тоа што сепак тој човечки живот може да го изгубиме 24 до 48 часа пред самата објава. Така да направивме голема работа, успеавме да направиме сериозна акција и да собереме потребни средства да спасиме човечки живот. Ова ќе го гледаме и понатака, нема да биде само сега, ќе има тековни акции кои што постојано ги се одвиваат, впрочем и веќе се разгледуваат и веќе се објавуваат и додека го говориме ова, но меѓутоа ќе има и буквално адхок акции кои што ќе мора да се објават сега веднаш и да се соберат финансиите за 24 часа како што спомнавте. Сиромаштијата и нездравиот начин на живот одат една со друга. Во Срце на дланка обработуваме токму такви истории. Обработуваме истории кои што буквално се на работ на екзистенцијата и кои што не може да си ја приушта таа здравствена заштита. Дали може во иднина да имаат здравствените проблеми од нашите истории, момент на прифаќање кај вас и да се обратиме за да се решат што е можно побрзо?
Жалосно е што најголем процент од луѓето кои што нагласивте се сиромашни и немаат пристап до соодветна здравствена заштита, до соодветно социоекономски услови, до соодветна исхрана, се токму онаа категорија на граѓани кои што се најмногу офатени од некакви здравствени тегови. Токму и заради тоа е формирана Икра од Медикал, да помогнеме онаму каде што родителите, фамилијата едноставно не може да приушти, ако збориме за дете, ако збориме за возрастен, исто фамилијата широка, така да без разлика на типот на историјата, без разлика на состојбата на фамилијата, апсолутно доколку некое семејство нема можност, се бори со собирање на одредени финанси, е добро дојдено да подаде, односно документација која што ќе биде соодветно разгледана и во најкусможен рок ќе му биде одговорено. Место има буквално за сите, меѓутоа мора да имаме и ние соодветно поставување на случаите се со цел да на сите соодветно и правилно им помогнеме. Јас ке ви се заблагодарам за учеството во Срце на дланка, за можноста секој граѓанин без оглед на кое ниво или се наоѓа во општеството да добие шанса преку платформата за лекување и дозволете ми од нашите пријатели Фликс Кредит, Млекара Ѓоргиеви и останатите да ви дадам мало внимание и да се гледаме за убави работи, за многу решени случаи и уште поуспешни приказни. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата и на одвоеното време. Стефан Стојановски, кој што е психолог по вокација и кој што во моментов е вработен во себесложувалка. Добар ден, Стефан. Добар ден. Верувам дека сте имале многу случаи нели во вашата компанија каде што сте третирале токму луѓе кои што живеат нели на оние маргини. Токму такви случаи се опфаќаат и во Срце на дланка. Луѓето кои што се на маргините во општеството, луѓе кои што се со низок степен на образование, некои се воопшто необразовани, луѓе кои што се со попреченост, кои што имаат проблем и кои што тој проблем подоцна нели оди кон насилство и губење на оној семеен елемент. Како да се подигне свеста на вакви луѓе, на ваква категорија на луѓе во општеството, да се подигне нивниот степен на социјализација? Па како да, например, почнувајќи од самите нас, мислам дека ние првично треба да ги разбираме како индивидуи, дека се и тие нели нормално луѓе како нас и во секојдневието се соочуваат со нели можеби малце потешки проблеми, но сепак проблемите кои настануваат се делумно да кажеме или секогаш тук таму исти, дали за нас, дали за нив. Во секојдневието нели се соочуваме со секакви пречки, така да мислам дека првично би требало едно разбирање према тие луѓе, а тоа разбирање мислам дека доаѓа од самите нас со работа нели на себе си, претежно да се разбираме себе си, дека треба да прожиме некоја хуманост, некоја разбирање према тие луѓе, солидарност, така да се покрене свеста, би требало да се реагира на тој начин каде што луѓето ќе ги сватат тие некои индивидуални и групни промени, да кажеме, или тешкоти во ова наше општество. Тоа е, да кажеме, да се реагира дури во училишната возраст, па се нагоре да се прават, да кажеме, некои едукативни програми во врска со тоа, дека, нели, пак ние имаме колку толку некои едукативни програми каде што, нели, и децата, да кажеме, со попреченост, како и луѓето се вклопени во тој едукативен систем, но претежно да не биде само во една сфера, мислам дека, да кажем, во дали институција, во училиштето, тука да биде малце и пошироко, за да може да се помага на некој поинаков начин да се делува. Така да мислам дека мако трпна е работата за да, да кажем, ама сепак првичното мора да се почне да се делува. Мислам дека сме започнати одредено време со во рамките, да кажем, поново време. Психолозите или вие како? Па да, како психолози, да, малце повеќе ни е доближена сферата нивна. А имате од руралните средини семејства кои што доаѓаат на сеанси кај вас?
Па да, мислам секако дека има за во тој период нормално дека мораме да бидеме разбирливи, така да ние зборуваме за социјални случаи, дали тие од таа скромна социјална помош може да се платат? Психолог? Тоа е работата каде што мораме ние како психолози, така како што и ни наведува нашата етика, нели, а и надвор од некоја солидарност и така да има можности, нели, за бесплатна терапија. Тоа мислам дека треба да се воведе, да кажеме, каде што, нели, не се губи она квалитетот на терапијата, едноставно е наша задача да им помогнеме на тие луѓе. Така да мислам дека треба во сите сфери тоа да се даде квалитетно, исто така да биде и пристапно до тие луѓе кои што се, нели, социјални случаеви, од рурални средини. Мери Благе од селото Секулица во Кратово ги освоија, посебно малата Кети, која што кажа дека никогаш во животот не пробала смоки. Тие имаат едно дете со посебни потреби, нели, освен планината и животните кои таму ги чуваат, немаат никаква друга социјализација. Не може да се викнат другарчиња, бидејќи им е несредена куќата и буквално тие има напади и навреди од соучениците. Благе Николовски, иако има 3 ружби, несрекно живее. Времето за него како да застанало. Се што тече и се зголемува се само маките и проблемите. Пораснат како сираче со само еден родител, можеби уште од детството се насетувала неговата тешка сегашност. Пред 20 години се жени и создава семејство кое премногу го сака, но нема услови да го прехрани, ниту да му обезбеди поубав живот. Сопругата е постојано со болниот Лука кој сам не може да ги извршува своите обврски. Немаат средства ниту да го лекуваат. Најголемиот Марио постојано е со стоката и нема среќа да најде вработување, зашто скромниот дом кој е високо на еден селски кратовски рит е со часови оддалечен од градот, а до него нема ниту автобуски превоз. Од таа причина не работи ниту Благе. Ни млекото од кравите кои го произведуваат немаат како да го симнат за да го продадат, зашто само во еден правец одење со такси треба да платат 400 денари. Можеби во целова приказна најтешко ја на Кети. Малото симпатично девојче кое е постојано исмејувано од другарчињата, зашто со години на училиште оди со иста облека и која често е балкана, зашто паѓа во калта по патот до училиштето. Таа ни солзи ќе каже и дека мора да оди гладна и да ги гледа како другите деца јадат кифли и смоки, а таа тоа никогаш не го вкусила. Во ова семејство не се знае кому е потешко, на децата кои мечтаат за убав живот или на родителите кои немаат можност да им го обезбедат тоа. Но едно е јасно, тука сме повеќе од потребни да се сплотиме и направиме да заборават на лошото минато. Тешко. Зошто? Па надо кад спаѓам кад многу време има нову кап. И со новата облека кад одам се искам, на ми патеките ми станат тмо. И сите другарчиња кад одам во школа ми се смееваат. Се подсмеваат. Да. Што сам ми лакални. А ти што им кажуваш? Ништо. Не можам да не објаснам и они особено се подсмева со мене. Што друго те викаат? Имаш стари тенјевки од вани, ги носиш чистите, мајка ти дали нема пари да ти купи. И јас исто ни го кажувам, нема пари никад да ми купи. А за храна? За храна него шпут макарони јадеме, што има тоа јадеме. И кад немам пари, така се одам во школа без пари. Немаме пари. А што најмногу сакаш како другите дечиња во училиште кога одиш? Сакам да имам нов телефон, нови патеки, нови тенјевки, нова соба. Се како они што има. Ако што не е услови на него, јас сакам да има. А тие што јадат во училиште? Него шпут смоки, кифли, јас тоа го немам да го јадам и ги гледам. Таков не е услов. Од сите страни од земјава доаѓаше помош. Им се направија неколку соби, во истиот момент беа напаѓани од соседите.
тоа е најчест пример во случаите на срце на дланка. Најчесто ударите доаѓаат од најблиските, првите роднини, од соседите. Концентрацијата на народот, на оној дел што помага, ја вртат на друга страна. Како да се справиме со сето тоа и како она човечност во нас да ја вратиме до онаа посебна вредност? Нашата култура како култура, нели, пак е блиска до тоа, нека, нели, со соседите мораме, нели, што мислам дека е правилно, треба да живеат, да се живееме еден со друг. Да се помагаме. Да си помагаме, да, точно, како што напоменав претходно, значи, солидарноста, оне се тие првичните, мислам дека кога нема никој друг, тука се тие, да кажеме сега, нели, нормално за не де Боже да повикаат брза помош и сите тие, нели, останати работи за помагање што се нормални како луѓе да ги практикуваме. Сметам дека никого не го, нели, да кажеме, да го одвои своето време за што се вели, за да една посета да направи или нешто, значи почнувајќи од тоа самите да бидеме свесни за тоа дека мораме нешто да направиме, не можеме, нели, да оставиме некого како се мачи, да го оставиме. Тие буквално, да, дури ги распрачуваат на социјалните мрежи со секакви коментари дека тоа не е така, дека тие не ја зборуваат вистината. Имаше еден сега многу свеж случај во Тетово, кога едно семејство се пријави бидејќи нема струја, бидејќи мајката е болна. Конкретно кумата на тоа семејство реагираше на социјалните мрежи и велеше дека не е така како што се представува, дека тие имаат пари, дека децата не одат по добар пат, а сепак се гледа дека проблемот е присутен и дека тие не убаво живеат. Тука, да кажеме, зависи, доста фактори играат улога. Пред се, мислам дека премногу сме навикнати околу тие, да кажеме, медиуми, поготово социјални медиуми. Нели, преку интернет, што ширење, да кажеме, на премногу, мислам дека информации доаѓа до нешто што мислам дека човечкиот збор најмногу значи проценката на човекот дека доаѓа со некоја тежина. Мислам дека треба да сметаме за сериозна и за нешто што е алармантно, значи не можеме тој факт да го занемариме. Треба да се земе во предвид дека имаме должност еден на друг да си помагаме, значи припаѓаме на едно општество каде што треба и службите да си ја сватат, нели, сериозно работата, така и ние како психолози и останати, нели, работници кои се грижат за луѓето, за едноставно работат со еден човечки фактор, кој е многу деликатен. Значи мора да се испита една состојба каде што сметам дека во овој случај, нели, што го спомнавте, е доста деликатен и да се покрене свесноста, треба да се види таргетот и веродостојна информација да се даде на она информација што е дадена, да кажеме, од некого што пријавил или пак, нели, Најчесто ги пријавуваат, Да. Некогаш соседите, некогаш роднините, некогаш самите протагонисти се пријавуваат во срце на дланка, меѓутоа ние како емисија немаме истражувачки карактер. Ова не е проект со истражувачки карактер, туку сметаме дека секој што во моментот се чувствува лошо, смета дека лошо живее и сака да го сподели со јавноста проблемот и да побара помош, има право. Па дури да станува збор за, нели, бивш алкохоличар или човек кој што го допрел дното, некој кој што можеби лежал во некоја воспитна казнена установа и слично. Сите имаат право да се, нели, да се покајат, да го одлежат делото и да повторно се вклучат во општеството. Имаат ли луѓето право на втора шанса, Стефан? Тешка е психичката состојба затоа што смета дека во моментот дека нема некој излез, но сепак тоа што го напоменавте на начин на кој, нели, може да се пријават или со тоа, да кажеме, доаѓа до еден момент
на надеж, каде што може да си создадат за себе си една втора шанса. Значи, може да се работи на механизмите за справување понатака во, нели, во социјална околина, нели, во општеството, за да се започне со работење, со, да кажеме, едукативни програми. Се тоа, нели, е дел и склоп за нешто да започне кај нив да функционира и да дојде на ниво каде што може да дојдат до некоја надеж и дека имаат и умеат и знаат тоа да го, нели, дали тоа станува збор за работна позиција, дали тоа станува за нешто допринесување во општеството, така да секој мислам дека заслужува една втора шанса, поготово кај тие луѓе. Нели, нормална шанса за промена, шанса за подобар живот. Значи, сепак постојат тие некои елементи кои на крајот од денот не се сами. Колку, нели, да звучи тоа грубо. Пред 2 години имаше една сторија која што повторно ја разбранува јавноста. Младиот самохран татко од Велес кој што пред неколку години добил нели во спортска облажувалница пари, меѓутоа тоа беше наведено како човек кој што оди во казино и дека не треба на таква личност да му се помага, иако останал сам, немаше работа во тоа време. Значи има и такви случаи, станува збор за Трајче од Велес кој од снимањето буквално распрчен од одредени коментари, луѓе, напади, дури со месеци му беше загрозено и излегувањето надвор, бидејќи се плашеше по својата безбедност. Але Витанов веќе неколку месеци живее сам со своите деца. Роден е во Велес, каде го минува детството и младоста. Имал скромен, убав живот, ке рече тој, додека била жива мајка му и додека живееле во заедница со сестра му. Денес, вели тој, повеќе не е така. 10 дена пред да се роди неговата ќерка Јована ја губи мајка си. Со тоа и поддршката во се понатаму. Иако се жени и сака да создаде семејство, нема да има среќа вечно да го задржи. Само 9 месеци откако се раѓа неговото синче, дознава дека мајка им ги напуштила и не може да продолжи понатаму. Денес минува ден за ден, никаде не е вработен, бидејќи мора да ги чува децата кои често се разболуваат. Сам ги пере, им готви, а понекогаш мора да ги легне и гладни. Млекото често го заменува со сокче, а храната потребна за раст на децата ја заменува со супа. Често ги заигрува, за да не мислат и да не прашуваат каде е мајка им, вели тој, но и за да не мислат дека се гладни. Сака да работи и да им обезбеди иднина, а нема да преживее, вели тој, доколку утре некој му тропне наврата и му ги одземе немилите. Денес сме во Велес. Помош од нас бара самохран татко кој има 4-годишно и 1-годишно дете. Вели веќе нема излез и затоа мораше да ни се обрати. Не знае како да купи млеко, како да купи памперс и затоа ни се јави. Дали сме на улица Славјанска. Да. Трајче Витанов. Точно, да. Јас сум Оливера, срце на дланка. Не побара, ни се пожали дека имаш проблем кој што почувствува дека ние можеме да го решиме. Што е проблемот, рече? Проблем, значи не можеме да испаднеме од сето ова криза што се дешава моментално. Имам 2 малолетни дечиња, едното година дена, другото 4 години. Така да се одлучив да ве повикам вас. Оваа куќа тука е Да, твоја? Точно моја е куќа. Секој ден дневните потреби се поголеми, значи млеко, памперс, јакнички, чевлички, треба за зимно време иде. И се остана до другото сметки. Каде живеете? На горниот спрат или доле? Моментално живеам на горниот спрат, кој што тој спрат е така поделен. Ова е доле, местото кој што да не е достредено. А кој живее долу? Доле живее татко ми. Само со таткото ли живееш и со децата? Да, со татко ми, со децата живеам. Тоа е местото кај што седим тука, кај што немаме соодветни услови ни за туширање. Ова ви е тоалет? Да. Кај што Тука чувствувам дека некој плаче, очигледно е дека тоа се твоите деца. Не треба да се пружи некоја таква суровост према некого, затоа што, како што и претходно што кажав,
мора да разбереме дека тоа е еден вид, да кажеме, зашто некој не свири кога сме во сообраќај. Можеме или да разбереме, или да земеме, нели, да го, нели, деградираме со погредни зборови и така натака. На секој има некоја приказна позади себе си, зашто тоа го направил. Ја мислам дека треба да разбереме другата страна. Таа свесност мислам дека треба да се покрене, дали кај нас, дали на било кое место. Сметам дека не е во ред некого да оценуваме само според едно дело. Добрината, да кажеме, треба повеќе да се памти делата, да кажеме, за себе, него ли само една грешка што некој нам ја направил. Грешките мислам дека потекнуваат ние ако сами си ги оцениме, а не другите. Ако, например, тоа е начинот на растење на една личност. Затоа и кога ќе сватиме дека сме сгрешиле, бараме помош. И тоа е еден вид на давање на втора шанса за себе си. Уште во образованието да се вклучат тие програми, како што кажавте, за добро однесување, правилно однесување, што значи семејното насилство, но дали кога ќе расте во такво семејство, ќе го прифати тоа однесување од родителите и ќе стане таква личност во иднина, или ќе ги памти тие програми што се учеле во училиште? Може ли децата да бидат медијатор меѓу родителите кога се случуваат такви семејни проблеми? Да, апсолутно. Тежината паѓа најмногу на нив во тие ситуации. Така да секогаш постојат два исходи во врска со тоа. Дали тоа дете, да кажеме, ќе прифати ситуацијата како таква и ќе земе некој рол модел, што би се рекло, од страна на некој од родителите, нели, што го врши насилството, или ќе земе пример кој, нели, не мора да бидат, да кажеме, ете, некои програми, него едноставно да се наметне еден вид на заштитнички, каде што ќе каже на себе си дека јас нема да бидам ваков, туку бидам подобар од тоа. Така да, тие се двата. Тука мораме, например, задача е на училиштата, задача е, мислам дека на сите нас и како околина на системот, на психолозите, системот, ги спомнавме и соседите, исто така и соседите служат, нели, треба да служат, нели, заштитнички, ако, нели, треба и да се пријават тие моменти на насилство. Така да, тие два исходи мора да се контролира таа ситуација многу одблиску, затоа што сакаме, нели, посекако дека секој сака да има здраво општество, и тоа е еден подем каде што мораме да соработуваме баш на, да кажеме, децата се категорија каде што секогаш велиме дека тие се наша иднина и тие се тие што ќе не заменат утре нас, така да мораме, задолжени сме за нив, они да бидат безбедни, сакани, едноставно да прераснат во едни личности кои едноставно најдобри ем за себе си, ем за нашето општество. Од тука можеме да констатираме дека најважна е човечноста. Некогаш можеби некој што седи спроти нас треба да нема да гледа како нас, нема да слуша како нас, поразличен, нема да зборува како нас или нема да не разбере онака како што ние очекуваме, во зависност, нели, од степенот на развој на таа личност. Меѓутоа, дефинитивно сите сме луѓе и сите заслужуваме еднаква љубов, грижа и вклученост во заедницата. Стефан, дозволи ми мало внимание од нашите пријатели кои го возможуваат овој проект, дел од нив. Флекс Кредит и Млекара Ѓоргиеви се разбира со твоето семејство да споделиш нивните производи. Благодарам.